Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на Канал Виса. Во наредниве минути разговараме со првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија, Дарко Димовски. Во неделата ти организира работнички протест на кој што испорача неколку барања, а пред се треба да бидат насочени во функција на заштита и остварување на работничките права. Димовски, добро вечер, добре дојдовте во студиото на ТВ каналот ВИС. Кои беа причините за протестот кој што го организиравте во неделата? Првен, една од причините, имаме два вида на причини. Првата причина е игнорацијата однос на пратениците во делот на законското решение и измени во делот недела неработен ден, каде што велиме дека 92% од работниците треба да одмараат, а онаму, кај тие 8% работници кај што не може да биде прекинат технолошкиот и работниот процес, ќе работат. Но тие што ќе работат, ќе земат за 50% минимум зголемена дневница, додека во моловите сите работници што ќе работат, ќе земат 100% зголемена дневница и тие молови ќе смеат да работат само од 10 до 18 часот, значи тоа значи една смена и ништо повеќе, а приходот од денот недела за работодавачите кои ќе работат во недела, 3% ќе се одвојуваат за градинките, за изградба на нови градинки за нашите деца. Тоа не се случи, покрај што таа одлука беше донесена на Економскиот социјален совет, каде што учествуваме ние трите социјални партнери, ние работниците, работодавачите и владата како трет социјален партнер. И причините за одлагањето и до ден денеска не ги знаеме кои се, бидејќи еве гледаме тоа законско решение требаше да биде од 1 октомври, не се случува до ден денеска, а може да се заврши работата буквално за 5 минути, да се соберат тие пратеници, зборам од Комисијата за труд и социјална политика во собранието на Република Македонија, Република Северна Македонија, и да го донесат тоа законско решение буквално за 5 минути, бидејќи со тоа законско решение првен даваме бенефит на работниците да се посветат на своите семејства во денот недела, а сите останати приходите да им ги зголемиме по основ на зголемена дневница. Дали само ова ќе биде барањето кој што ќе го упатите или имате повеќе барања? Ова беше за игноранцијот однос што е прелија чашата, а другите барања не се аргументирани согласно енергетската криза која ни се наговестува од 1 јануари, согласно економската криза која више од почната, како што гледаме со ценовните шокови на пазарите, продавниците и маркетите. И третото барање, второто барање наше се застава каде што бараме секој работник да зима минимална плата, минимум 60% од просечната плата, или тоа изнесува 18.000 денара. А сите останати плати скалесто да растат согласно колективните договори во кои се впишани коефициентите на работните места и степенот образование на работникот. Бидејќи што ни се случува, од 30.000 работника кои зимавме минимална плата, се доведовме да зимаме 110.000 работници со минимална плата, со непочитување на тие колективни договори. Така. Значи тоа ќе бидат барањата. Третото барање исто ни е многу фундаментално, бидејќи со тоа барање ќе исправиме една деценијска неправда, бидејќи знаеме во приватниот реалниот сектор следува регрес или К15 на работниците, додека во јавниот сектор не следува регрес К15 и не смееме да се доведеме во една таква дискриминација, каде работниците ги делиме на јавен и на приватен сектор. Работникот е работник, тој движи економијата, ствара за државата и мора ова право да го тврдиме за сите работници. Во моментов збориме за јавниот сектор. Не смееме да ги заборавиме здравствените работници во оваа ковид пандемија која беа жртви за нас работниците, кои не лекува, полицијата која непречено до ден денеска ги застапува, ја држи безбедноста на највисоко ниво, образовниот систем каде се работи со деца. Еве знаеме има многу дечиња заболени од COVID-19 кои ја пренесуваат таа болеста и така натаму, значи оваа мерка е навистина неопходна. Исто така тука се грижиме и за нас за повозрастните работници, бараме пензионирање по неколку основи. И бараме, прво викаме вака, за жени со 35 години стаж, без разлика на нивната возраст, да идат во пензија. За мажи со 40 години стаж, без разлика на нивната возраст, да може да заминат во пензија. Исто бараме и пензионирање по дејности.
бидејќи знаеме градежниот работник кој е изложен на надворешни влијанија и нашиот работник кој работи во канцеларија или администрација не може да се пензионираат под исти услови, како што кажам, едниот работи физичка работа, другиот работи умствена работа и тука треба да ги поделиме работите бидејќи се истрошува работникот и затоа се наведува на нашиот трет критериум предвремена пензија. За сите оние работници кои не се чувствуваат здраво или се истоштени, бараме со навршени 60 години старост и минимум 15 години стаж да можат да заменат во пензија и да земат 70% од пензијата која би им следувало која ќе навршат или ќе исполнат за целосна пензија. Делски, дали за овие барања, освен за она првото кој што мора да се свикаат пратениците, односно да се состанат, да помине низ второ читање, ако не се лажам, и зависи од пратениците, за останатите барања како партнер во оној колективен договор со владата, расправавте за овие мерки. Ова го прашал, знаете зошто. Крешник Бектеши најави дека од нова година 18.000 денари. К15 се најави за вработени во јавниот сектор. Дали за овие барања сте разговарали со релевантните партнери? Ние кога ги подесуваме барањата, ја зборам за делот во минималната плата и затоа напоменувам како законско решение баравме минималната плата да биде 60% од просечната плата и ќе кажам зошто. Минималната плата се согласува согласно законот за минимална плата. И се слушате што зборам. Таа се согласува, а просечната плата расте. Расте согласно животните трошкови и пазарот на трудот, поборувањето на пазарот на трудот. Додека минималната плата ние ја усогласуваме согласно некои критериуми и тоа викаме 1/3 од бруто домашниот производ, порастот, 1/3 од животните трошкови, порастот и 1/3 од поборувањето на пазарот на трудот. И викаме, тоа не е доволно да ја согласуваме секоја година, бидејќи како што гледаме, се имаме навите на скријана инфлација, каде ја чувствуваме секаде во продавниците, и ние не може да си дозволиме да чекаме една година и после нешто да согласуваме, ако знаеме дека све расте, нормално дека тие други параметри од трите, двата опаѓаат додека едниот расте и ќе дојдеме на една вин-вин ситуација каде што ќе биде како минатиот пат зголемувањето на минималната плата некои се 150 денара. Седнаме со премиерот на владата, ние ги доставивме до сите релевантни фактори и велиме 60% од просечната плата во моментов кој изнесува 28.640 денара би скочило околу 17.750. Ете премиерот искочи, кажа 18.000 денара, што за нас е сосема прифатливо, но он кога кажа тоа го кажа пред 2-3 месеца. Кога гледаме со ценовните шокови најавената ова енергетска криза, ние треба да спремиме терен од 1 јануари работникот тој ценовен удар, зборам во енергетиката, за струјата, за режиите, бидејќи ги знаеме. Струјата ако се покачи, ќе се покачат и сите производи. Бидејќи лебо треба да се испече, не знам да се направи, и ред други работи, репроматеријали, ние треба да го амортизираме тој удар со овие 18.000 денара. Не велам дека се тие многу. 18.000 денара се поедовната точка или на социјална категорија на плата, каде што не ги зима во обзир додатоците. Јас, ако ми е мене поедовната плата ни минимална, како што бараме ни 18.000 денара, на таа плата треба да се приклучат додатоците, успешност, години стаж, прековремена работа, ноќен труд, работа за празники и така натаму. А сите останати плати, согласно колективните договори, треба да растат, бидејќи ќе направиме една паралела. Јас како хигиеничар и вие како камерман, да речеме, не може да земам иста плата, бидејќи сложеноста на работа и степенот на образование нема да ни биде ист согласно договорите за вработување. Значи, ова е се аргументирани барања каде што првен работникот ќе има бенефит, а по основ на пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, државата ќе си оствари приходи од каде што ќе го исправиме тој пензиски фонд и сите наши пензионери, бидејќи ние бараме и модел како покрај минималната плата да растат и пензиите. Не може да ги оставиме нашите мајки и татковци на минимална пензија и само ние работниците да бараме. Да, но Димовски, овде мораме како еден трет партнер да биде и работодавачите, односно организација на работодавачи, со оглед дека пак и тие треба да бидат вклучени во тој диалог во однос на минимална плата, колку што ве разбер, вие барате 60% од просечната да биде. Ако се зголеми просечната, автоматски би се зголемила и минималната плата, барем колку што ве разбер. Јас работодавачите кога нас социјален партнер ги почитувам. Како они што се борат преку организацијата на работодавачи и стопанските комори, каде што велат дајте ни зелена нафта, значи нафтата да се намали. Дајте ни придонесите на работниците да не ги плаќаме, тоест останато до рестото да го плаќа државата, така. Дајте електричната енергија да ни биде по повластена цена.
А знаеме дека работодавачите ги диктираат производите на пазарот и они ги оформуваат цените. А ние го формуваме, го изработуваме производот за оние кои го пласираат на пазарот. Значи, оние ако имаат потешкоти, ако имаат трошоци, ние работниците немаме ли? Со 15.200, кога знаеме денес искочи новата синдикална минимална потрошувачка коштичка, изнесува 34.000 денари и 893 денара, за разлика од таа септември е зголемена само за еден месец за 320 денара. А ние ги зимаме параметрите од Заводот за статистика, каде што ги објавува државата. И велиме, кога правиме синдикалната минимална коштичка, за едно 4-члено семејство да преживее, која не поседува кола и живее во стан или куќа од 50 метри квадратни. А знаејќи со минимална плата дека е 15.200 и 15.200 кога земаат два наши работника, тоа е 30.400. Кај сме до 34.800 денара? Така. За останатите барања, зона за К15 и во јавниот сектор, со оглед дека не ги делите работниците приватен и јавен сектор, и она за пензионирање, бидејќи тоа се и дел од барањата, нели, кои што ги испорачувате. Разговаравте веќе на овие теми? Какво е расположението кај За пензиите више се прифати овој предлог и се рекоа дека од пензиско инвалидско осигурување више се прави некоја флуктуација, но еве ја пак ќе кажам, ние ќе си помогнеме на државата како работници со тоа што нашите работни места ќе бидат регулирани во колективните договори. Значи јас ако во моето работно место има не е со коефициент 1 и се помножи со некој коефициент, што кажам со овие два параметра, со степенот на сложност на работа и моето образование, сигурно и пензиско и инвалидското осигурување ќе биде поголем издаток на тој работодавач. Значи ние не може да се сведеме, а така и помагаме на државата. Вие се сеќавате кога баравме од државата субвенционирање на плати по 14.500. Па државата не искочи во пресред, дај сега да ги вратиме парите. По основ на ова што го бара Законот за работни односи и колективниот договор. Дека јас ако отворам фирма, нормално дека треба да го прочитам законот, така, и по кои правила треба да играм и кои издатоци ги имам. Да се стави ред еднаш кон тоа, за да немаме работници на минимална плата. Да. Почитувани гледачи, ја следите емисијата Визави на програмата на Канал Вис, гостин Дарко Димовски. Ја враќате ли, добивате ли чувство дека полека ја враќате до вербата во синдикалното здружување, во синдикатот, како организација која што ги штити работничките права? Како едно од раководните лица во Сојуз на синдикати на Македонија, ние се трудиме, изминатиот период што ја изгубивме до вербата помеѓу на работникот и сите граѓани во државата, тоа да го поправиме. Еве гледате, идеме на терен, упорни сме во тоа што го бараме, аргументирано го бараме тоа, ништо не бараме повише, не сакаме туѓо, ама си го браниме нашот и сакаме да го добиеме. И мора да разбере и државата и работодавачите. Гледаме дека се повише и повише квалификувани работници и од сите бранши, од сите дејности се заминуваат од државата. Може да го спречиме на овој начин, да не дозволиме халите, фабриките, тоест фабриките да не останат празни хали и да бидат неупотребливи за ништо, а ние работниците да работиме, бидејќи ние македонскиот народ сме вреден народ и сите кои живееме во Македонија, и да не дозволиме да градиме туѓи економии, а нашата држава да пропаѓа и економски и со миграцијава што ќе направиме и да немаме утре наталитет. Значи, само ова е патот по кој треба да чекориме за да ги справиме овие неправди. Јас пак ќе кажам, и Сојуз на синдикати на Македонија изминатиот период малце затаи. Еве ние пробуваме како ново раководство од 2017 година, но тоа све малце потешко ни иде, бидејќи како што кажавте вие, јас ќе бидам само критичен, довербата од синдикатите се изгуби на вистина. Ова го постави бидејќи нели колку посилни синдикални организации, толку посилени Сојуз на синдикатите на Македонија во оние стартни преговори и со работодавачите и со владата како еден од партнерите. Постои ли интерес? Еве, дали почна некако и во приватниот сектор, некако добивам чувство дека во приватните компании, оние помалите, дека тешко се одлучуваат за синдикално организирање од страна на работниците. Во ковид пандемијата највише членство, да, и можеби тоа е едно од причините. Во ковид пандемијата највише членство собравме, бидејќи се броиме 72.000, а пред тоа бевме, јас кога дојдов 59.000 мислам бевме. Во ковид пандемијата многу работници кои не беа членови на синдикатот се охрабрија и побараа врз основа на тие договори кои се нудеа од, пак ќе кажам, не од сите, од некои несовесни работодавачи, каде што спогодбено, па ги лажа дека ако се потпиша спогодбено во агенцијата им следува согласно годините стаж толку и толку
надокнада, примања, па со они ќе може да најдат и така натаму, што не беше вистина, бидејќи тие работници ги изгубија нивните работни места по остов на неопределено време, каде што имаме договор на неопределено време и не може, се знае како тој договор се губи, треба да го прогласиш технолошки вишок, па да приложиш годишна програма зашто него го проглашуваш за технолошки вишок, па треба да му даеш одреден број на опремнини и така натаму и тоа многу тешко иде, онаму каде што има синдикално здружување или каде што постои синдикат. Секаде онаму кај што немаше синдикат, првен договорите им беа на определено време. И се подпишува месец за месец, а ние многу знаеме како се подпишува договор на определено време и законот е многу јасен и дециден. Вика, договор на определено време можеш да подпишеш во исклучителни ситуации. Ако во твојата систематизација, во твојата фирма, предпријатија, тоа работно место го немаш предвидено и ти треба, да речеме, тука ни треба еден електричар, ние немаме предвидено и ние викаме електричар за потребите да ни изради електрични инсталации и потоа не ни е потребен. Додека за основните дејности, каде ние гледаме во тирсовите, во слободните економски зони, 90% од вработените им се на определено време и се подпишуваат на секој месец, 2 или 3, што е за нас неприфатливо. И во новиот закон за работни односи децидно кажуваме определени договори за работа максимум до 1 година. И тој договор да може минимум, максимум 2 пати да биде продолжен во таа година. И ако работодавачот не сака да го пријави, да го трансформира работниот однос од определено на неопределено, автоматски агенцијата за вработување да се трансформира автоматски во системот на неопределено време. Значи со тоа мора да разберете работодавачите, нив ги штитиме со тоа. Бидејќи јас ако знам дека во фирмата работам на неопределено време, ќе се чувствувам сигурен, така? Ќе имаме на социјална сигурност, ќе можам да си подигнам кредит. Да си ја обновам фамилијата, да си уплатам за стан, да земам кредит и така натаму. Многу параметри кои допринесуваат за работникот да остане, бидејќи му ја гарантираш и иднината со тој договор на неопределено време. Нудите ли и правна заштита? Мислам дека едно од клучните сегменти на ССМ беше кога се скратени работничките права, дека се нуди правна заштита на работниците. Малку ако можеме, како функционира се Основна дејност на Сојуз на синдикати на Македонија е нудење на бесплатна правна помош и застапување на работниците пред работодавачот и судовите, онамо каде што имаме подпишано страна на работникот еден вид полномошно или како што викаме не пристапница. Но мораме да признаеме, мора да има да биде член на синдикатна организација и да има еден подпишан договор предпоставено со работодавачот. Ние да, тоа све се базира по основ на еден подпишан договор за вработување, каде што во тој договор се пропишани сите прави обврски на работникот, но исто се пропишани правата и обврските и на работодавачот. Значи тоа е фундаментално, дури ние се имаме една нова димензија во Сојуз на синдикати на Македонија, каде што посредуваме во оние фирми каде што сме синдикално организирани и работодавачот му фали квалификуван кадар, ние наоѓаме за возврат Сојуз на синдикати на Македонија ги нуди договорите за вработување од Сојузот напишани и да бидат стриктно на неопределено време. Значи наоѓаме еден компромис каде што искачаме во сусрет, но и бараме од тој работодавач, тој работник што ќе го најдеме и ќе го вработиме во тоа предпријатие, една социјална сигурност и иднина. Што се случи? Ние малце остапивме за време на ковид пандемијата и имаме преку 80.000 обраќања. Тогаш решиме ќе ги застапуваме и оние работници кои не се синдикално организирани и листите ги застапувавме. Имавме апликација e-советинг за оние што се плашија пријавува анонимно, оние што дојдоа во Сојузот добро дојдоа, им напишаме, дури на СУСМИ до ден денеска со преку 200-300 работници кај што бесплатно ги застапуваме и ме радува фактот до сега немаме ни изгубено ниту еден судски спор во делот баш за оваа ковид криза, бидејќи многу работници беа подпишани на бел лист, бидејќи не можеш ти во исти ден да ти се подпишат тебе доброволно 100 работника дека да го раскинат договорот за вработување на определено време. Нема шанса таква работа. Од тие 100 души еден ќе рече јас не сакам. Ама викани се во канцеларија во кујна вика потпиши тука, што е тоа, не е твоја работа, ти твоја да потпишеш. И утре дента ти вика благодарам, ти потпиша договор со кој раскинуваме обострано работниот однос. Така. Само по информација, почитувани гледачи, дека доколку во оние организации каде што сакате синдикално организирање, може да се обратат и до регионалниот центар овде во Струмица, да ќе добијате и стручна помош како се до тоа функционира, да се формира еден синдикат, бидејќи на тој начин се доаѓа и до остварување на работничките права. И првен доаѓа до заштита и доаѓа до еден компромис, бидејќи обично работодавачот кој ќе слуша синдикат на првиот чекор што ќе е синдикат. Баш напротив, него му треба синдикат.
да знае кои се неговите прави обврски, дека од тоа што го пише во Законот за работни односи и колективниот договор не може да биде заобиколено. Па после доаѓа глоби, трудова инспекција, не знам, пазарна инспекција и после ќе рече, не требаше на овој начин. Не требаше ако не послушаше нас и ако знаеше кои се твоите права и обврски према работникот. Тогаш навистина нема да требаш. Но тука се е на клучно прашање. Гледаме на 12 дека сите партии кои си има конгрес, кои бира председател и така натаму. И тоа е навистина демократско право и за поздрав. Но ние работниците треба да сватиме дека сами треба да се избориме за нашите работнички права, како што се борат партиите за нивните права. И на 12 сериозно имаме и бесплатен превоз од Струмица, зборам за Струмица до Скопје, каде што сите работници кои сметаат дека не се почитуваат нивните работнички права, дека треба да дадат во знак на солидарност на оние другите, бидејќи тука 2-3 барања, 4 барања се многу фундаментални, ги опфаќа сите категории на работници. Онамо кај што не се зима регрес да се земе, онамо кај што има минимална плата да се дигне на едно достоинствено ниво, каде што може барем тој месец да се преживее, па идеме и понатаму, значи не застануваме. Значи ние во оваја приказна протест на 12 во 12 часот и 12 минути сите сме засегнати. Колку сме помасовни, толку и пратениците и работодавачите, а и сите останати релевантни фактори ќе знаат дека нема играње. Димовски, вака ова кога зборуваме вообичаено меѓу работниците за синдикалното организирање, работниците вака велат. Не знам, може би сте го слушнале, може би не. ССМ вика дека најчесто ги штити правата и интересите на вработените во јавниот и државниот сектор, но не и на приватните сектори. Ако го дигнеме гласот, ние ќе бидеме отпуштени. Дали ве боли таа теза, не знам дали сте го слушнале, дека ССМ е претежно за вработените во јавниот и државниот сектор? Не знам дека ќе ми го постави тоа прашање, онаму каде што сите работници од приватниот сектор пријавуваат прекршување на право од работен однос, на пријавата што ја достуваме до сите инспекции, дали пазарната, дали Државниот трудов инспекторат, на таа пријава пише работник Дарко Димовски. И јас се ставам, лично јас, и поднесувам во моје име пријава, да речеме, во таа и таа компанија, да не именувам компанија. Да, и значи, они се потполно заштитени, нити па ќе се дознае нивното име и презиме. Еве, нека каже на работник каде што пријавил и дека неговото име и презиме искочило до работодавачот или го кажал инспекторот. Нема таква опција. На таа представка пише Дарко Димовски. Така. Со тоа укажуваме дека може слободно ги охрабруваме, а новата апликација што е во соработка со Меѓународната организација на трудот, таму има пријави анонимно, пријави за друг, пријави за себе. Таа апликација која ќе пуштите, таа стига до Сојузот на синдикати на Македонија и до Државниот трудов инспекторат. Ако не се постапува по таја, што нема шанси бидејќи двата органа ја гледаат, и ние како синдикати и како Државниот трудов инспекторат, и ако не се постапува, таа портокалова станува па црвена и на крај се уклучува алармот зашто не се постапува, што значи нема шанси да не искочи Државниот трудов инспекторат и ни одговара лично нас како Сојуз на синдикати на Македонија како постапили, ние читаме. Ако е нешто прескокнато, па ние ги враќаме и имаме одлична соработка и со директорката и со инспекторите, но пак ќе кажам, ние сме мониторингот врз нив, бидејќи едно е кога ќе те представува адвокат или кога ќе ја земеш работата во сферација, а друга е кога е некоја работничка организација. Ова прв пат го слушам, можеби моја грешка е мобилна апликација каде што можат работниците советник се вика, да, ја имаме ние на нашата веб страна и на Facebook, и имаме многу пријави. И ги решаваме онаму каде што е, пак кажам, прекршување на работнички одработен однос. Значи не решаваме други спорови, не знам, дуализам и така натаму. Прашање сега, ова е интересно, со можеби струмичени да знаат. Дали може да се пријави работник, прекршени се неговите работнички права од XY фирма, но немаат синдикална организација таму? Како не, за секој ние работиме. Тоа ти кажам, искочивме од тој колосек и викаме, додека трае ковид пандемијава, ќе работиме за сите каде што се прекршени правата од работен однос. Но намо каде што сме помогнале, верувајте ми, има и на нашата Facebook страна каде што сме помогнале, каде што има во живо како по кој пат сме иделе, да го објасниме тоа во соработна, пак ќе кажам, со ДИТИ и МОД, сите пристапуваат кон синдикално организирање. И затоа јас ги замолам и работниците и граѓаните и сите останати
да дадат шанса ново ССМ, ново раководство, бидејќи на вистина целта и идеологијата со која сме пристапиле да помогнеме на работникот, бидејќи многу нешта ни се гарантираат во Законот за работен однос и колективните договори, но не се применуваат. Првен зошто, бидејќи ние дел од работниците и нема потреба да бидат да знаат, бидејќи синдикатот се грижи за тие работи, едноставно треба да се приклучат на синдикатот и да ставиме рака таму и да се почитуваат тие работнички права и све што е пропишано во колективен договор и Закон за работни односи. Едно еластичен пример, за да треба биде точно, по работникот место 8 часа веќе континуитет работи по 10 часа, по 9, 10 часа, 11 часа и тој, иако не е препишано тоа во неговите во договорот за вработување, тој пријавува. Добро. И ова преку апликацијата го добивате вие и трудовиот инспекторат. Да. И доколку не се интервенира, барем Тоа понатаму црвене. така Да. И алармира. И се јавува, да речеме, поздравувам Веста, нашата правнички, и се јавува кај Зорица во ДИТ, да речеме, раководителката. По таа пријава на тој и тој ден, каде што стигнала, и гледаме дека е кршење на работничко право од работен однос, бараме со преставка, значи подхитно во рок од 7 дена да се интервенира. Иде инспекторот од регионот или не знам од главниот град и ни пишува дека на тој и тој да се извршил водреден инспекцијски надвор по основ на тоа и се прекршено или не е прекршено тоа. Ние ако гледаме дека нешто сака да се измрда работата, ние сме организација 105 години више. Имаме преку 7-8 правника во Сојузот, економисти. Настапуваме и викаме не во членот тој и ја враќаме. Но до сега сме немале такви примери, бидејќи кога имаш мониторинг, зборам и за нас истото, имаме онаму каде што работникот не се поел 5 дена работа, бара да се врати. Така. Димовски, владата пред извесен период донесе одлука за замрзнување на цените на основните прехранбени артикли, со најава дека може да се прошири таа листа. Работодавачите кажа дека реагиран или дека може да се издржи таа мерка за еден кус временски период, но доколку продолжи, може тоа негативно да се одрази. Кој е ставот на ССМ по оваа прашање? Со оглед дека директно или индиректно инволвирани се и работниците преку оние фирми кои што произведуваат основни намирници. Така е, ние со барање се обративме и до владата и до сите релевантни фактори. Во пресрет искочи министерот Крешник Бектеши, каде што ние со наши аргументи направена сеопштена флуктуација колку биле цените лани и сега, бидејќи нели лани имавме 30 дена замрзнување на цените, баш по барање на Сојуз на синдикати и сметаме дека има една скриена инфлација и кога прошетавме, кога ги извадивме од Државниот завод за статистика и кога направивме на анализа колку било лани, како било сега и колку е енормен порастот, а знаеме дека платите не се мрднати збора, како што викате вие, во приватниот сектор и дека уште сме на тој минималец и што успеавме заедно со владата да го зголемиме за еден цел пат, бидејќи знаеме беше 8.400 и 300 во Чевласфорд и Кожарството, сега е 15.200. Навистина се уведе, се состана во владата и ова беше неизбежно. Знам што ќе биде второто прашање, дека оваа мерка не може да трае до недоглед и навистина е така, затоа ние предложиме да се направи стратегија, а ова што го бараме ние како работничка организација, да направиме на амортизација помеѓу ценовниот шок и ниските плати кои не може да го издржат тој ценовен шок. Нивно е да изработат сега да направат стратегијата за планот, бидејќи нас не уверуваше министерот дека ова може најкасно да трае до месец, април-мај. Ние правиме некои наши анализи со најавата за енергетска криза. Ние сметаме дека тоа многу ќе биде уште ќе трае подолго и затоа сметаме дека ова е неопходно што го бараме на протестот. Само на овој начин правиме амортизирање на ударот од дополнителната енергетска криза. Не го решаваме проблемот, но имаме време, по наводници си купуваме време да пристапиме сериозно на проблемот и со како економското деление, така од Министерството за економија, како и владата и работодавачите да ги споиме аргументите и да изнајдеме едно решение кое ќе има бенефит за сите. Бидејќи не може државата до недоглед да субвенционира, не може до недоглед работодавачите да ги држат цените на ова ниво, но не може и платите на работниците да бидат маргинализирани, да бидат оставени на ова ниво на кое што се сега.
да се соберат, да го решиме во законско решение, да ја ставиме минималната плата во една законска рамка, каде што согласно овие работи што ги кажав и она ќе расте. Исто така сите работници да добијат регрес, бидејќи регрес е на вистина му треба на работникот одмор и тоа не е измислено така од како што велат некои комунистичка мерка. Не е комунистичка мерка. Ти на работникот треба да го достоиш согласно општиот колективен договор, каде што вика 20 дена има право на одмор. И тие 20 дена да му возможиш да помине во некој летовалиштата, да си одмори душата од напорнава работа. И исто нашиот протест го насочуваме кон Стопанската комора, мислам дека се вика на Република Северна Македонија, каде што на некој начин од една страна се социјални партнери, од друга страна праќаат писмо до министерот Филипче, каде што викаат сите работници кои не се вакцинирани, да кога ќе дојдат на работа, секој трети ден да приложуваат ПЦР тестови, истите да си ги плаќа самиот работник. Со кои пари? Со 15-200? И тука ние се чувствуваме изиграни, првен ги немаме тие пари за да го правиме тоа. Второ, ако они се тие што треба да ни овозможат безбедни, здрави работни услови, согласно членот 5 од Законот за безбедност и здраве при работа, а знаеме дека од работодавачите се вози секој во своја кола автомобил, а ние работниците грото идеме со автобус. Се почитува правото 50% од капацитетот на автобусот да биде празен? Не. Значи, ако почнеме више да бараме овакви работи, треба да почнеме чекор по чекор. Значи, они прво нивното да го исполнат, за да го парат, тоа последно нас. И на крај крајава уставот е јасен. Секој има свое право дали да се вакцинира или не. Додека не е тоа со закон уредено, како што направија Германија и Австрија, ние работниците имаме право на избор дали ќе се вакцинираме или не. А оние ако сметат дека треба да носиме ПЦР тестови, нека повелат, ние сме спремни, ќе ги правиме ако толку се засекирани за нивната безбедност и здравје. Димовски, јас ти благодарам, многу успех во недела и нека се пробуди работничката свест, да бидеме сите единствени во интерес на остварувањето и заштита на работничките права. Благодарам. Почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе минути наши ваш гостин во рамките на емисијата Визави на програмата на Канал Виз, Дарко Димовски, прв човек или првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија. Пријатно. Пријатно.